Пешачевме километри и километри, се бунтувавме за човекови слободи и права, за рамноправност меѓу сите нас, се боревме за правда, за демократија и за казнивост на криминалците. Ниту правда, ниту Европска унија. Од она на што почиваше шарената револуција не остана ништо. Никогаш посилни не биле критиките за состојбата со корупцијата, криминалот, владењето на правото. Измените во кривичниот законник со кои ќе застарат многу дела, ја прелија чашата, но како поминува време, изгледа застареа и ставовите на председателот Стево Пендаровски. Еве го Мерцедесот на Груевски. По еден од тие ставови кој како е можно да го нема. Вели да прибавил имот на корист за себе, да го оштетил буџетот или да оштетил некој трет. Како е оштетен буџетот? Со возило кое е за од безбедносни резони се купува, не треба втор понудувач и ден денеска е во употреба. Како прибавил имот на корист за себе Груевски или Гордана Јанкуловска, а ден денеска го возиме кога год ќе дојде некој председател или премиер. Еве на 29 во Скопје дојде фон дер Лајен, ќе се вози во истиот Мерцедес. Че не можете вие во така наречени прилично еластични норми, да бидам културен, да ставате се затоа што не можете на друг начин да одсудите. Оваа изјава е сосема различна од она што Стево Пендаровски го говореше со години, а доаѓа откако тој без никаков проблем ги потпиша скандалозните измени на кривичниот законник, со кои во вода паднаа најголем дел од случаите на СЈО. Сето ова уште повеќе ги подгрева шпекулациите, дека власта веројатно се обидува да обезбеди мнозинство за уставните измени преку пазарење со поранешниот премиер и други поранешни структури од опозицијата и се обидува да го разбие единството во ВМРО ДПМН со цел да ја намали предноста која партијата на Мицкоски ја има во моментот. Со потпишувањето на сите укази на законите изгласани од власта, Пендаровски очигледно се обидува да ја зајакне својата позиција во СДСМ и ДУИ, во надеж дека повторно ќе биде кандидиран. Тој во телевизиско гостување во завиена форма најави дека би сакал уште еден мандат. Неговите критики за правосудството и корупцијата, кои едно време беа многу погласни, последниве месеци стануваат се потивки.